Почитувана македонска јавност, во согласност со член 77, став 2 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, барам точката со реден број 11 да се разгледува како точка со реден број 30. Точката со реден број 11 е предлог на закон за гаранција на Република Македонија на уврските по договорот за заем за финансирање на проектот за поддршка на ликвидноста на АД СМ Скопје во услови на енергетска криза, која ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Република Македонија во државна собственост Скопје по скратена постапка. Почитуваната македонска јавност мора да знае дека станува збор за задолжување од 100 милиони евра и во самиот наслов на предлог на закон се употребува еден економски термин, а тоа е ликвидност, кој што по дефиниција означува способност на компанијата да ги извршува своите тековни обврски, односно во која мерка може дотичната компанија или дотичните компании да ги извршуваат своите финансиски обврски. Станува збор за финансиски средства кои што ќе се користат како резултат на исклучително недомаќинско работење во изминатиот период, каде што самата компанија фактички не може да ги извршува своите финансиски обврски. Тоа буквално преведено на наш јазик значи дека таа компанија малтене ако се продолжи со ова недомаќинско работење, а не се дополни со финансиска инекција, треба да банкротира. Што се случи, како може една профитабилна, солвентна, ликвидна компанија да го направи ова, ако знаеме дека претходно имаше милионски суми на нејзина сметка, а сега фактички да бара финансиска инекција за да може да исплати плати на вработените. Тоа се случува, почитувана македонска јавност, само заради недомаќинското работење од една страна и желбата за брзо богатење. На крајот, само да потенцирам дека цехот ќе го платат сите граѓани и тоа преку повисоките сметки за електрична енергија, фактички кој што стартуваше повисоката цена од овој месец, и тие средства во износ од 100 милиони евра ќе мора народот македонски да ги врати. Затоа уште еднаш потенцирам, барам точката со реден број 11 да се разгледува како точка со реден број 30. Ви благодарам.